Во ова издание. Американскиот државен секретар Помпео патува за Латинска Америка, каде ќе разговара за миграцијата и тероризмот. Майкл Халцел од Универзитетот Џон Хопкинс во Вашингтон очекува во октомври Република Северна Македонија да добие датум за преговори. Интервју со првенците на Националната опера и балет Благој Нацовски и Весна Гиноска. Ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Државниот секретар на САД Майк Помпео ќе отпатува во Латинска Америка. Таму ќе се сретне со тамошните лидери. Фокусот на разговорите ќе биде ставен на тоа како да се спречи протокот на мигранти на јужната граница на САД. Од 19 до 21 јули Помпео ќе престојува во Латинска Америка со цел да ја прошири соработката за безбедносните прашања и да се зајакне посветеноста на САД на човековите права и демократијата, особено поддршката за луѓето од Куба, Никарагва и Венецуела и нивната борба за слобода. За време на посетата ќе се разговара за миграцијата, тероризмот и кризата во Венецуела. Во Аргентина Помпео ќе учествува на конференција за борба против тероризмот. Конгресот и председателот Доналд Трамп се пред можна политичка пресметка од како беше изгласана мерка за блокирање на намерата на администрацијата за продажба на оружје и одржување на воени авиони на Саудиска Арабија. Представничкиот дом ја усвои првата од трите резолуции за неодобрување на договорите за војна соработка. Трамп вели дека ќе стави вето на резолуциите против продажба на оружје во вредност од 8,1 милиарда долари на Саудиска Арабија. САД го прекина учеството на Турција во заедничката програма за борбени авиони F-35. Ова дојде како одговор на купувањето на рускиот одбранбен систем C-400 од страна на Турција. Белата куќа соопшти дека прифаќањето на Турција на руската понуда е спротивна на нејзините преземени обврски спрема НАТО. Но официјални лица исто така велат дека Турција останува важен стратешки партнер и дека безбедносната соработка ќе продолжи. Според информација од Белата куќа, првата пратка пристигнала во Турција. Светската здравствена организација соопшти дека епидемијата на ебола во Демократската република Конго е јавна здравствена вонредна состојба која предизвикува меѓународна загриженост. Од 10 до 15 случаи се пријавуваат на дневна основа и регистрирани се 1676 смртни случаи од почетокот на епидемијата. За добивање датум за преговори со Европската Унија, секоја држава треба да биде оценувана индивидуално, вели Майкл Халцел од Школата за напредни меѓународни студии во Вашингтон. Милена Ѓоргиевска разговараше со него. Одложувањето на датумот за преговори на Северна Македонија му штети на кредибилитетот на Европската Унија, вели Майкл Халцел од Школата за напредни меѓународни студии на Универзитетот Џонс Хопкинс во Вашингтон. I think North Macedonia has become in a sense a victim of internal EU politics. Мислам дека Северна Македонија на некој начин стана жртва на внатрешната политика на ЕУ. Некои влади почна да се наклонуваат на десно, некој се лути на Унијата. Источна Европа не зеде ниту една од четирите лидерски позиции кои ЕУ ќе ги има во наредната влада. Тоа предизвика многу гнев. Халцел вели дека државата е жртва на игрите на моќ во Брисел, но добра вест според него е што сепак повеќето држави се согласуваат со отварањето преговори. Само две држави досега, Холандија и Франција, ја блокираа. 27 или 28 држави, зависно што ќе се случи со Брекзит, мислам дека нема да треба многу да се убедат. Германската канцеларка Ангела Меркел, која се уште е највлијателен лидер во Европа, излезе со силна поддршка за Северна Македонија. Тој очекува во октомври државата да добие датум за преговори. На прашањето дали треба да оди во пакет со Албанија, рече не. Мислам дека секоја држава треба да биде оценувана индивидуално, според она што го има исполнето. Се надевам дека и Северна Македонија и Албанија ќе може да ги почнат преговорите во октомври, но ако Албанија не е подготвена, а проценката е дека Северна Македонија е подготвена, тогаш таа треба да ги почне преговорите. Вели дека САД остануваат голем пријател на државата, очекува поддршката да ја покаже и Сенатот, кој треба да гласа за НАТО протоколот. Испративме еден од нашите најдобри дипломати, Кейт Бърнс, за нов амбасадор на Северна Македонија. Тоа е знак за голема поддршка. Државата има многу пријатели во Конгресот. Не е важно дали Сенатот ќе гласа за протоколот за влез во НАТО во декември 2019 или во февруари 2020. Важно е да се заврши. Очекувам дека ќе биде со максимално мнозинство, како што беше случајот со Црна Гора.
Халцел вели дека Русија и натаму ќе има влијание независно од евроинтегративниот процес на државата. Тој исто така е убеден и дека новиот премиер на Грција Мицотакис ќе го почитува договорот од Преспа поради сопствен меѓународен имидж. Председателот Стево Пендаровски потпиша укази за разрешување, поставување и отповикување во армијата. Владимир Мирчевски има повеќе. Новиот председател ги ревидира одлуките на претходниот шеф на државата. Пендаровски ги разреши спорните старешини назначени од Иванов, информираа денеска од Вила Водно. Пендаровски потпишал укази за разрешување, поставување и отповикување во армијата во согласност со одлуката на антикорупцијската комисија, која утврди дека Иванов постапил незаконски при носењето на 6 укази во екот на предизборната кампања. Со новите укази на Пендаровски се разрешуваат 5 од 6 офицери претходно назначени од Иванов. Председателот и врховен командант донели 3 нови укази со кои на иста позиција поставил 2 од овие офицери, а еден е пратен на друга армиска позиција. За преостанатите 2 спорни менувања од времето на Иванов, Пендаровски допрва ќе бара место, велат од неговиот кабинет. Овој чекор на шефот на државата следи зашто е утврдено дека тој не може да ги поништи указите на Иванов и затоа морало да се носат укази за разрешувања и укази за нови именувања. Антикорупцијската комисија во април поведе 2 прекршочни постапки против тогашниот председател Ѓорѓе Иванов поради назначувањето армиски генерали по распишувањето на изборите. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. А врвни оперски пејачи се редовни гости на Охридско лето. Мики Трајковски разговараше со првенците на Националната опера и балет, Благој Нацовски и Весна Гиновска. По повод настапот на Националната опера и балет на Охридско лето разговарам со Весна Гиновска Илкова и Благој Нацовски, провенци на операта и балетот. Весна, Националната опера и балет уште речиси од самиот почеток е дел од Охридско лето. Што значи за вас како национална установа учеството, настапот на овој најпрестижен фестивал во земјава? Настапот на настапите на Охридско лето се еден репрезентативен момент како на националната установа од каде доаѓам, така и како уметник која представувам. Сметам дека Охридско лето како еден престижен фестивал од светски размери е добро обмислен во однос на програма и оваа вечер заедно настапувајќи со Националната опера и балет даваме една навистина програма која што ќе биде на нивото на самиот фестивал, реномиран. Јас можам веднаш да додадам еден битен момент што се однесува до фестивалот Охридско лето е што самиот фестивал пред 59 години бил отворен со глас, со оперски глас. И тоа за нас представува особено чувство, задоволство и сатисфакција токму во овој амбиент, во оваа црква на 4 август пред 59 години првенката на македонската опера и балет Ана Липшатововиќ го отворила фестивалот. Така што нескромно, можеби ќе звучам нескромно, меѓутоа за нас оперските пејачи е уште поголема чест и задоволство кога настапуваме на истиот. Тоа гледате на Охридско лето сите овие години. Бележите ли раст на фестивалот, растеж во сите овие 6 децении? Јас, поради моите меѓународни обврски, немам секогаш доволно време да го следам фестивалот, меѓутоа ми изгледа со она што го гледам во програмата, во однос на тоа кој се настапува на Охридско лето во изминатите години, дека бележи огромен растеж. Можеби едноставно ако се направи мала критика, му недостига уште повеќе маркетинг, уште повеќе представување и тоа не само локално, туку меѓународно. Не знам, карикирам, можеби некој си роуд шоу на представување на фестивалот во една Виена, во еден Париз или во еден Рим, со што би се му се дал уште поголем публицитет. Го гледате News Flash на Гласот на Америка. Ви благодарам на вниманието. Гледајте не утре.